Владата на Република Македонија го усвои акцискиот план 369, со чие усвојување според председателот на владата Зоран Заев се прави чекор за сериозен пробив кон евроатлантските интеграции по долгиот застој. На пресконференција премиерот Заев посочи дека овој акциски план отвора перспективи на Република Македонија кон Европската унија и НАТО, кои значително ќе го подобрат квалитетот на животот на граѓаните. Планот го насловивме 369 затоа што ги означува наредните временски точки на нашето заедничко придвижување напред. За 3 месеци треба да ги заокружиме првите реформи. Целта ни е до одржувањето на локалните избори да обезбедиме аргументација за Европската комисија, да ја отстрани условеноста на препораката за почеток на предпристапните преговори. За 6 месеци планираме да го заокружиме вториот реформски круг. Целта ни е до Советот на Европската унија во декември 2017 да покажеме сериозни резултати во повеќе области, што ќе ја зацврстат перцепцијата за Македонија како сериозна земја кандидатка за Европската унија. Заев најави реформи во судството и јавната администрација, како и во изборното законодавство, според препораките на ОПСЕ и ОДИХР, како и демократизација на парламентот. Владата ќе продолжи да соработува со граѓанското општество како рамноправен партнер и коректор на нејзините одлуки, со целосно право да учествува во градење на политиките, да сугерира и да критикува. Имаме намера диалогот на владата со граѓанското општество да биде континуиран, транспарентен и целосно инклузивен. Ќе овозможиме опозицијата да се вклучи во спроведувањето, надзорот и консултациите околу мерките во планот, како и сите други поединци, групи, партии, организации, експерти. На пресконференцијата зборуваше и вице-премиерот за евроинтеграции Бујар Османи, кој ги појасни мерките и активностите содржани во планот и рече дека владата мора да ги испорача, бидејќи како што истакна, представуваат наднационален предизвик.